Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме многу едноставно јадење пилешки стек со пире од грашок и ќе направиме еден многу интересен десерт со јагоди, со маскарпоне и со шлак. Гледајте не за тоа што веднаш почувам. Драги мои, денеска ќе направам многу интересна комбинација на пилешко месо или пилешки гради со пире од грашок, по кој ќе додадам павлака кисела на крај и киноа ќе ставам да се свари, а од кога ќе се свари, ќе ја испржем малце на масло за да стане крцкава. Што треба да направиме за грашокот? За грашокот во вода што врие ќе додадам малце путер, ќе додадам сол, во киноата исто така ќе додадам сол и ќе го ставам грашокот убаво да се обари, да стане мек, а потоа нормално ќе го изблендирам во мојот блендер. Ќе направам еден многу интересен десерт, јагодите сега се многу актуелни, затоа што е нивна сезона, нели? Јас пред да почнам да правам било што врз јагодите, ќе додадам малце прав шекер, малце ванилин шекер и ќе додадам неколку капки лимон. Нежно ќе ги промешам и ќе ги оставам вака на страна. Сега што ќе направам друго? Имам сладка павлака за готвење. Ќе ја ставам во еден длабок сад. Секогаш сладката павлака треба да биде на 4 цезусови степени, затоа што тоа е идеална температура и од незе ќе може да направиме убав шам кој ќе остава врвови, нели? Откако ќе го изматам шлагот, ќе го изматам маскарпонето и ќе додадам малце сок од лимон, ванилин шекер и ќе ги спојам двете смеси, шлагот и маскарпонето, и всушност тоа ќе биде основата за денешниот десерт со јагоди. Можеме од јагодите да направиме и кулис, се вика тоа, да додадеме внатре малце џус од портокал или пак малце водичка, добро да ги изблендираме во блендер, да процедиме и ќе добиеме една убава црвена течност, која ќе биде сладка и нели ќе го дополни вкусот на денешниот десерт. Тавчето го уклучив на средна температура за пилешкото месо. Ќе ви покажам како наедноставно да направите пилешко месо или пилешки гради кои ќе бидат меки и многу сочни. Пилешкото месо има многу протеин, тоа значи дека не смееме долго да го обработуваме, бидејќи тогаш ќе се стегне протеинот и месото ќе биде како гумено, нема да биде убаво ни за джвакање, а ни за јадење. Значи едноставно пилешкото внатрешниот дел, тоест јадрото, треба да биде околу 75 степени за пилешкото да биде одлично, меко и сочно. Одлично. Еве, шамот го направив, сега ќе го изматам и маскарпонето. Меѓутоа во маскарпонето ќе додадам малце шекер, малце ванилин шекер, прав шекер и многу малце сок од лимон, да биде киселкасто. Сега полека со миксерот и со маскарпонето, тоа е многу масно, многу јако, многу густо. Значи почнуваме со мала брзина и полека, еве го. Сега веќе можеме и со појака брзина. И вака матиме се додека шекерот што е не се растопи убаво. Имаме и ванилин шекер, имаме и кристален шекер, имаме и шекер во прав. Така да ќе матиме се додека се убаво не се соедини. Ете го, шекерот комплетно се растопи и сега ќе додадам од шамот.
полека ќе соединам. На ниска брзина, полека соединете комплетно. Ако пуштите на јака брзина, све околу вас ќе биде бело, верувајте. Отлично. Сега ова ќе го покријам и ќе го ставам во фрижидер додека се друго не биде готово. Кремот со маскарпоне го стави во фрижидер и сега ќе почнеме да го обработуваме пилешкото месо. Пилешките гради ќе ги посолиме. Ги ставам полека на средна температура да се пржат, да фатат убава боја. Одлично. Додека тие таму се пржат, јас ќе ставам тавче да се загрее. Киноата е веќе убаво сварена. Сега, грашокот ќе го додадам во блендерот. Додадам едно чешне лук. Малце путер. Малце сол. И ќе го ставам во садот. Одлично се сварил грашокот. Меѓутоа, пред да почнам да го блендирам, да видам каде се пилешките гради, дали фатија убава боја, се уште не. Меѓутоа, на добар пат се. Сега ќе додадам и ова што остана, и од грашокот и од течноста. И ќе направам одлично пире. Одлично. Ми се допаѓа како мирис се осеќа и лукчето. За мерак, драги мои. Сега ќе го оставам месото убаво да се пржи, како што ви кажа, по сите страни. Меѓутоа, не смееме да дозволиме да се препржи. Затоа, штом се испржи од двете страни, ќе додадеме малце путер, ќе додадеме свеж зачин и полека ќе го дообработиме термички. Да видиме ова тука се загреа и ќе ставам малце масло. Ќе го оставам да се загрее убаво и во него ќе додадам од сварената киноа. Можете на овој начин да го довршите, да го финиширате пилешкото месо или пак да додадете сега путер, малце да го овој момент да го направиме. Прво лукче ќе додадам, нека пушти малце, ќе додадеме путерче една коцка и од која ќе пушти мирисот и лукот и од која убаво ќе се растопи путерот, можеме вака да го ставиме во загреана рерна на 220
7-8 минути, ќе биде сосема доволно. Меѓутоа, ајде денеска ќе го завршиме на овој начин, со тоа што полека и на средна температура ќе го пржиме пилешкото, добро да се испржи, ама не да се исуши. Ајде да видиме сега што ќе направиме. Ова ќе прска малце, ама нормално е. Затоа, ова е моментот. И сега ќе оставиме малце да се испржи, да стане и таа крцкава, затоа што убаво е кога све во чинијата ќе биде крцкаво, додека јадеме, ние луѓето го сакаме тој момент, нели, на криспи, го нарекуваат сега. Супер, веќе добива убава боја. И откако ќе го испржите месото, за тоа ќе ни бидат потребни уште 7-8 минути, оставете го на страна. 3, 4, 5 минути нека остои, а потоа ќе го исечеме, таман додека го правиме сервисот. Одлично. Бисквитите не треба многу ситно да ги измелете, исто така и апетисаните. Уште малце. Ајде сега да сервираме. Еве, ај, киноата убаво си фати боичка и стана крцкава, баш како што сакав да биде. Одлично. Сега ќе го исклучиме огнот и да го земам маскарпонето. Одлична структура. За мерак. Сега само да земам садови за сервис. Ова ќе биде за јагодите. Сега. Јагодите ќе ги сечам на половини. Ќе ги ставам вака, чинијата нерамно. Сосема доволно. Јагодите сакаат чекер, без разлика колку се благи. Ставете од кремот, не се плашете. Затоа што тоа го прави овој десерт да биде навистина многу добар. Ставиме од бисквитите. Ставиме и од бадемите. И на крај бел шекерен камен за декорација. Ова се прави со шербет и се загрева на 140 целзиусови степени, потоа во него се додава малце сода бикарбона. И сето тоа расте убаво и се прави како сунгер, како камен. Ова го завршив. И нека ни е на здравје, може од озгора да додадеме и малце кора од лимон, меѓутоа нема потреба за тоа што во
Кремот има доволно сок од лимон и е доволно кисел. Земете јаготче, мацнете тука и лапнете. Нема ништо посладко и за деца, и за поголеми деца, а и за нас возрастните, нели? Ајде сега да ја средам даската и веднаш го сервирам и главното јадење. Одлична боја на пирето ми се допаѓа. Истински ми се допаѓа. Ставиме сега од подпечената киноа. Значи, обавезно проверете дали киноата е доволно солена. Додадете сол за тоа што ако не е солена нема да ви биде вкусна. Оние кои јадат без сол, окей. Меѓутоа, овие кои си сакаат солена храна, многу треба да внимавате. Ајде сега да ги сечеме еве две парченца. Погледнете колку е сочно. Сега ќе го земам ова, ќе го ставам тука. Ќе го отворам малце. Вкусно. Многу жешко. Ќе оставам и ова тука. Така малце. Отворете го пилешкото месо да се види. Малце масло на руколата. Измешајте. Тука можете да додадете и други вакви мали убави билки и само додадете го одозгора. Едноставно, вкусно и секојдневно. Нека ни е на здравје. Пилешкото месо е постојано присутно во нашите домови. Меѓутоа, обично го јадеме со пире компир, со пржени компирчиња или со некои продукти, зеленчуци кои ги има постојано во нашиот дом и на нашите пазари. Денеска го направив со пире од грашок и навистина испадна одлично. Вкусови кои се совпаѓаат, од одгора додадов и малце зелена свежа рукола и сето тоа беше одличен оброк кој вистински може да го задоволи вашиот апетит и да ве направи навистина сити и срекни. А десертот со јагоди дојде баш како кецна десетка. Одлична комбинација маскарпоне со шам од сладка павлака и јагоди кои претходно им додадов прав шекер и малце лимон да добијат киселост. Идеална комбинација за сите оние кои не сакаат многу сладки и јаки десерти. Природа, направете и вистински уживате. Поздрав и до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат за мене постојано да бидам во одлична форма, и секако голем поздрав до салонот за убавина Дерма Пјур, каде што доктор Зана ќе направи не само да се чувствувате помлади, него да бидете и многу посрекни. Ве поздравувам и вас, драги мои, и се гледаме утре во новото издание на 4 сезони. Имајте пријатна вечер.